Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, владини представници, почитуван министер за земјоделство, заменик министер, државен секретар, заменик директор, почитувани присутни, почитувани медиуми, колеги од Министерството и од Агенцијата. Најпрво би сакал да им честитам на добитниците на договори за финансиска поддршка од мерката набавка на системи за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода. Јавниот повик заврши на 11 февруари, евене, 3 месеци после тоа, со завршена обработка на апликациите и со изготвени договори. Со одобрените средства, апликантите кои што ќе добијат договори може да набават подземни и надземни системи за наводнување, набавка на филтри, пумпи и цевки, како и електрична инсталација за снабдување на системите со струја. Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени инвестиции во висина од 50 до 75% од вредноста на одобрените трошоци. Ваквите системи се навистина вредни за земјоделците, бидејќи гарантираат рационално искористување на природните ресурси. Токму затоа, со огромни заложби на владата и на Министерството, се одвоија над 75 милиони денари за 322 соодветни баратели да добијат можност со државна поддршка да ги модернизираат своите површини и да добијат одржливо решение за наводнувањето. Како институција надлежна за спроведување на мерките и политиките за поддршка и развој на земјоделството и руралниот развој, продолжуваме со безрезервна поддршка за сите земјоделци. Деновиве привршуваат роковите за поднесување на барања за финансиска поддршка, за набавка на трактори, изградба на мандри, набавка на силоси, опрема за производство и преработка на тутун, како и поддршка за жените од руралните средини. Истовремено, Агенцијата работи на обработка на барањата за субвенции поднесени минатата година, паралелно и непречено тече аплицирањето за програмата за директни плаќања за 2022 година, а веќе тековно се реализираат и исплати од ново формираниот интервентен фонд, од кој што се исплати финансиска поддршка за живинарскиот сектор, а како што спомна министерот, денес се исплатени и првите 1000 апликации за субвенционирање на вештачко ѓубриво. Во следниот период ќе следи исплатата на финансиска поддршка наменета за сточарскиот сектор во делот на предадено јагне во кланични капацитети и заклани гоеници. Тековно со Европската комисија се усогласуваат и процедурите и постапките за ставање во функција на 120 милиони евра од Европскиот фонд за земјоделство и рурален развој ИПАР 3. Сите човечки ресурси и институционални капацитети се ставени во функција на стимулирање на земјоделството и производството на храна, кои не само што се наша компаративна предност, туку се и текако важни во услови на кризата која имаме, а не ја посакувавме, ниту биравме, ниту предизвикавме. Ме радува што благосостојбата на земјоделскиот сектор е високо на владината агенда. Финансиската поддршка е незанемарлива, а очекувам истата да расте во периодот што следи. За крај, уште еднаш ви честитам на добитниците и ви посакувам успешна реализација на вашите инвестиции. Благодарам.